Здраво, драги пријатели! Добродојдовте во денешната разубавена епизода повторно. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска со нашата гостинка Оле, која што само за кратко ќе се представи и ќе ви каже која е и што е. Ќе одговараме на 3 прашања кои што одлучивме, односно увидовме дека се во најголем дел заблуда за луѓето и знам дека на многу од вас ќе ви помогнат. И не случајно се одлучивме да со Оле одговараме на тие 3 прашања затоа што личноста која што седи до мене е исто така голем страстvenik кон исхрана, голем страстvenik кон тоа да помага на луѓе и да можеби бидат инспирација нечија ваша, а тоа се луѓе кои што не знам, имаат и проблеми со килажа и сакаат некакви подобрувања, али како и да е, Оле, тоа ќе оставиме да сами те заследат на твојот профил да видат што се правиш. Пред да одговараме на тие прашања, прво да ти се заблагодарам што ја прифати поканата и што ни ја разубаве оваа епизода денешнава и дали можеш на кратко да им се представиш на оваа заедница и да кажеш од каде ти почна да се бавиш во оваа дејност и како еве се денеска еден од промоторите на здрав и активен живот? Секако, да. Моето име е Олгица. Јас сум магистар по економија за прехранбена индустрија и уште во првите години од моето студирање имав прилика да сватам кој дел од целата оваа наука мене ми е најблизок и најмногу ме интересира, а тоа беше нутриционизмот. Поради тоа, кратко после завршувањето на студиите, продолжив со учење на таа тема, почнав да се надоградувам со курсеви, со школи, за да добијам сертификат, кој што ми овозможи да работам како консултант за исхрана. Подоцна почнав да работам и на ISSA сертификатот, кој што возможува интернационална работа со оваа дејност. Супер. И ете, Оле ни е сертифициран човек и личност која што мислам не е само човек кој што имал искуство, како што да речеме сум јас, али во секој случај Оле имаш искуство и искуство освен ова и она што знам дека барем ти доста длабоко навлегуваш во она што значи мислам исхрана и по она што го разговаравме, навистина е човек кој што ги разбира работите многу длабоко, дури и подлабоко од она што и јас реално ги разбирам и затоа мене ми беше супер опција да бидеш еве денеска дел од оваа епизода и да одговориме можеби и малку поповршно и малку подлабоко на некои прашања. Кои се тие прашања, ќе ги погледнеме, значи 3 се, едно по едно, прво ќе го видиме првото и ќе дадеме одговор, потоа и второто и третото следствено, така да ајде да почнеме. По ова прашање, мојот одговор би бил искрено, знам дека постои врска, али мојот одговор би бил дека на крај на денот немам многу познавање затоа што не сум многу ги буричкал тие теми и делови за хормони и нивна поврзаност, така доле ја нема ни да губам време по ова прашање, ќе ти дозволам еве ти да дадеш одговор затоа што знам дека си поупатена во овој дел. Секако да. Хормоните и како имаат влијание врз нашата потреба за храна или врз ситоста. Да, и многу луѓе у принцип многу луѓе па од друга страна и ги обвинуваат хормоните затоа што имаат покачена килажа. Знаеш, најлесен изговор е да ја имам проблем со хормони, ама ја имам проблем со тироидна, али на крај на денот и тие проблеми настанале од начинот на исхрана, не се десиле така, Господ се не. Коренот на тие проблеми можеби се наоѓа во исхраната. Точно. Може да има и други извори. Меѓутоа, исхраната генетика, например? Генетика, емотивна состојба, активност од било кој тип, целиот начин на живот влијае врз балансот и состојбата на хормоните. Да. Постојат различни типови на хормони, меѓутоа кога дискутираме конкретно за оваа тема, хормоните за глад се 4, од кои 2 ја диктираат потребата за храна или состојбата на ситост. Ова значи дека имињата на тие 2 хормони се лептин и грелин. Значи, лептинот е хормон на ситост. Тоа значи дека се лачи во нашето тело во моментот кога ние ќе внесеме храна. Додека јадеме, неговото ниво расте. Кога ќе бидеме сити, лептинот му испраќа порака на мозокот
велејќи му доста е храната. Кажи му на дечково да запре. Да. Значи, доволно беше, може да го завршиме оброкот. Од друга страна го имаме грелинот, кој што се смета за поопасен. Поопасен во смисла доколку не е балансиран. Доколку нивото на овие два хормони во исто време ни е балансирано, ние ќе бидеме гладни тогаш кога поминале неколку часа од првиот оброк, исто така ќе бидеме сити веднаш после оброкот. Постои ли начин, мислам, сега, знаеш, тоа е да не разберат луѓето дека уствари сега хормониве, значи ја треба да ги да не бараат од апче кое што ќе им ги регулира тие хормони. И дали можеби овие кои што се апчиња за слабење и такви ствари, уствари ги чепкаат овие хормони за кои што зборуваме, затоа што луѓе не чувствуваат глад и така натаму. Да, дефинитивно. Да? Во зависност од нивната структура, од состојките кои што ги содржат овие препарати, поголем дел од нив имаат реакција врз хормоните, имаат ефект дефинитивно на различен начин, значи доколку имаме апче кое што ќе го намали гладот, тогаш може да страдаме од хормони пореметени поради дефицит на калории, кој што е доста чест случај, посебно кај жените. Значи, еве, заклучокот по мене би бил по ова прашање дека иако постојат конкретни два хормони кои што укажуваат на ситост и на глад, на крај на денот повторно за да укажат треба да се појави или глад или да се појави ситост. Затоа на крај на денот пак можеби се сведува на тоа дека треба да се воспостават добри навики. Не треба луѓето да бараме ниту виновник во хормоните дека ни предизвикуваат проблем, ниту па да бараме оправдување дека зошто сега имам проблем со хормоните, затоа имам вишок на килаж. Пошто повеќето луѓето тоа им е полесна стратегија. Али супер, фала ти Оле што даде одговор и мене мислам и ја дознав некои нови работи, подлабоки кои што се во однос на хормоните. За прво прашање имаме толку, ќе погледнеме сега второто, па ќе се вратиме да дадеме одговор. По однос на ова прашање, ако зборуваме за рестрикција, режим и така натаму, јас у старт, ако намерате намалување на килограми, не би ја советувал ни да биде како опција во решението за намалување на килограми, али у секој случај, ако веќе се случила, тоа значи дека човек само после дојдената точка одредена во која што, не знам, намалил 10, 15, 20 килограми и сака да не ги врати назад, а му е смачено веќе од диетата, затоа што секогаш од таа диета се смачува или има одреден рок у кој што треба да се прави и после да не се прави. Само треба да се врати на добри животни навики, на редовност на оброци, на комплетна исхрана, на вода, на физичка активност, нешто што јас би го советувал и пред да се почне било каков режим и рестрикција, затоа што враќањето на килограмите е само резултат на враќањето на старите навики. Сега, ако не сте почнале со добри навики, сте почнале со рестрикција, само продолжете со добри навики, не се враќајте повторно на старите навики, затоа што ќе ви дојдат и старите резултати. Мислам, Оле, проста логика, знам дека се сложуваш, али еве што ти би додала на сето ова и би збогатила содржината на одговорот на прашањето. Секако. Се согласувам и би сакала да се надоврзам на дискусијата на Јосиф, со тоа што ќе кажам дека задржувањето на тежината или одржувањето на тежината после нејзиното губење би било многу полесно доколку претходно би се одлучиле на здрав начин на живот и култивирање на здрави навики наместо на период на рестрикција. Значи, која е целта при губењето на тежината? Според мене целта е да стекнеме здрави навики кои што ќе ни овозможат да продолжиме да живееме на начинот кој што ни овозможил да го подобриме здравието и да ги намалиме килограмите. Што тоа значи? Дека треба да земеме предвид програма или план кој што налага јадење на природна храна, жива храна, значи храна полна со живот и ензими, која што ги задоволува сите нутритивни потреби на нашето тело, значи не рестриктира од одредена група на нутриенти во подолг период или во намирници. Целта е да ја јадеме храната која што ја сакаме, со добар распоред, со добра програма. Значи има некои намирници кои што е во ред да се јадат во даден дел од денот, меѓутоа не треба да бидат исклучени.
не би требало да го креираме тоа чувство на казна, да се чувствуваме како... Дека се сумија на посебно нешто, на режим и така натаму. Па уствари многу паметно е вако. Уствари целта за намалување на килограми треба да се преиначи во цел на добри навики и на здрава храна, а самата таа цел и здравите навики ќе си донесат и добра телесна композиција и добар изглед. Мислам, многу е просто која што е одржлива. Бидејќи не претпоставувам дека онаа транзиција од слабење кон одржување е дури и потешка од самиот процес на слабење. Поради тоа што, додека сме на режим или програма за слабење, без разлика дали некој друг ја креирал за нас или ние сме ја креирале, ние следиме даден распоред. Ние следиме програма, тоа е или мени напишано по оброци, или листи на храна, како и да ние следиме нешто. Меѓутоа, доколку престанеме со рестрикцијата и се враќаме во нормала, нема кој да ни каже што треба да задржиме, што треба да тргнеме на страна и тука настанува... Ствари знаеме да се вратиме таму кај што сме биле, у таа некоја комфортна зона на навики кои што ни биле секојдневие. Така да, дечки, мислам, логика веројатно ви дадовме, она што треба да, мислам, вие да си дадете на себе само одлука за да почнете правилни навики, а не да почнете рестрикција која што ќе ви донесе само моментален резултат, а на долг рок повторно ќе изгубите самодовербата и ќе го изгубите резултатот. Така да по ова прашање имаме толку и ќе го погледнеме и третото прашање и ќе се вратиме да дадеме одговор. По ова прашање, фактори кои што влијаат за забавување на метаболизмот, односно не за забавување, туку за помала потрошња на нашата машина, метаболизмот на калории, по мене придонесува составот на килажата, односно колку можеби имаме масти, затоа што луѓето кои што веќе имаат вишок на килажа, имаат сало, имаат многу поголема тенденција да имаат помала потрошња на калории, што им носи дополнително нови масти, следствено едно со друго, затоа луѓето кои што можеби имаат вишок на килажа често знаат да речат вода ми се фаќа. Друг фактор по мене е годините, кои што се биолошки фактор, но метаболички повторно може да се влијае на тоа колку ти троши метаболизмот. Иако си у 50, 60, 70 години, на тоа има начини како да се влијае. И трет фактор би го кажал исхраната, кој што пак ќе се сведе на тоа дека ги носи овие, мислам, и вишокот на килажа и тоа колку гориво му даваме на нашето тело. Што ти би се надоврзала? Да, постојат уште неколку фактори кои што имаат влијание врз брзината со која нашето тело ја согорува енергијата која што му ја даваме и подоцна ја складира. Тоа се, да почнеме од исхраната, најголем причинител за намалена метаболичка брзина може да биде калориски дефицит. Со тоа што, доколку ние на нашето тело му даваме помалку калории од тоа што тоа ни бара, тоа што троши, значи да земеме предвид женско тело кое што е изложено на диета со рестрикција на калории. Доколку се внесуваат помалку од 1000 калории во текот на денот, тоа значи дека нашето тело ќе биде донесено до режим на преживување. Значи, телото ќе се навикне да функционира со износот на калории кој што му се дава. Така да, откако ќе научиме да функционираме со 1000 калории, се што ќе внесеме подоцна, значи секој суфицит, после рестриктивната фаза, ќе има тенденција да биде складиран како масно ткиво. Од друга страна, количината на мускулна маса која што нашето тело ја содржи, ја диктира брзината на нашиот метаболизам. Колку повеќе мускули имаме, колку поголемо е мускулното ткиво, а помало масното ткиво, толку побрзо ние ја согоруваме енергијата од храната. Се слагам. Да, исто така количината на вода која што ја пиеме игра клучна улога. Шекерот во исхраната дефинитивно може да влијае врз забавување на метаболички процеси. И добар сон, ни треба добар сон, добро да се наспиеме. Одмор во секој случај би требало, мислам, и за намалување, и за зголемување, и за мислам за сите процеси метаболички, спиењето и одморот се важни.
Сега. Така доле, опфативме горе доле по ова прашање? Мислам дека одговоривме Да, на прашањето. одговоривме. Да. Супер. Дечки, не знам, не знам. Сигурен сум дека ви донесе вредност, ви донесува вредност овие прашања и сигурен сум дека дополнувањето и засилувањето уште една личност да даде размислување и одговор на овие прашања ја збогати содржината и знам дека многу од вас можеби ова ќе им биде некаков поттик и мал детал у тоа концелта на менување на навиките и менување на резултатите кај себе. Оле може да ја следите на дали на Facebook, дали на Instagram профилот, ќе видите тука некаде по површинава нејзиниот профил и доколку и нормално имате и прашање индивидуално кои што сакате нејзе да ги поставите, може тоа да го направите, се разбира и она е таков човек кој што сака да работи со луѓе, да им помага, да инспирира и затоа се најдовме и еве денеска правиме епизода. Оле уште еднаш ти благодарам што ја прифати поканата и се надевам дека ќе се гледаме почесто, пошто зошто да не еднаш месечно да не бидеш гостин, да даваш малку подлабоки одговори на некои вакви прашања кои што се секојдневие, кои што еве јас се обидувам да им дадам одговор. Дечки, на сите вас ви благодарам уште еднаш што ја следите оваа содржина, што одвојувате дел од вашето време. Се одјавувам тука, ви посакувам здрави животни навики и ви посакуваме убав ден соле и се гледаме во следна епизода. Чао, чао.